Точно е 18 часот и 43 минути и време за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Васил Стериовски од областа Корча, Албанија, македонски активист, председател на Македонската алијанса за европска интеграција, единствена македонска политичка партија во Албанија, а до пред некои месеци народен пратеник во албанскиот законодавен дом, односно парламент, како и еден од првата генерација учесници на школата за млади лидери во Охрид, која се отвори на иницијатива на поранешниот председател на Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со видеолинкот. Веќе се гледаме, верувам и се слушаме. Господине Стериовски, Христос се роди, добро ви утро и добро ни дојдовте за прв пат на македонски корени. Навистина се роди, добро утро. Ви благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија. Поздрав до сите македонци во Австралија и насекаде во светот каде што не слушаат и не гледаат преку социјалните мрежи. Најпрво сакам да ви честитам новата година и божичните празници. Посакувам се најдобро за вашите слушатели и за македонците насекаде каде што се наоѓаат. Нека ова година донесе љубов, среќа, здравје во вашите фамилии и нека 2022 година македонците бидат сплотени и обединети и со цел за да се справиме со сите предизвици со кои се очуваме пред се во негација на македонски идентитет од сите страни што се случува. Од ваша устава Божи ушти. Добро ви утро и од мене, господине Стариовски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана и со вашето учество не удостоивте не само нас, туку и нашите слушатели и гледачи. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се со нас, како што реков, но и оние кои што ќе бидат покасно. Пред да го започнеме разговорот на темите кои ги имаме планирано за денес, ќе сакате ли за оние кои се уште немаат слушнато за вас, да ни дадете една кратка биографија од неколку минути, почнувајќи од потеклото на вашите родители, потоа вашето раѓање, школување, вашите активности, инволвираноста во македонската заедница во Албанија, се до изборот на народен пратеник во албанскиот законодавен дом. Знам дека можете долго да зборувате, ниту само кратко, по неколку години прескокнување. Значи, моите родители се македонци, потекнуваат од Преспа под Албанија. Роден сум во градот Корча во Албанија, израснав во село Горна Горица во областа на Преспа, општина Пустец. Основно училиште завршив во училиштето Потпорот на Горичани во село Долна Горица, општина Пустец. Средно училиште завршив во гимназијата Митре Колевски, Трајан Ѓорѓиевски во Пустец. Понатаму со моите студии продолжив како стипендист на владата на Република Македонија во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи на Филозофскиот факултет, одсек Историја. За време на студиите во Скопје бев избран за председател на студентското друштво на македонците од Албанија кои студираа во Македонија. После ова студентско друштво се обединивме со студентско друштво на македонците од Пиринска Македонија Пирин и го променивме името во студентско друштво на македонците од соседните земји, каде тука учествуваат, членува во ова студентско друштво македонци по потекло од сите соседни земји на Македонија, од целиот Балкан. После тоа, после завршување на студиите, се врати во родниот крај. Во 2007 година имав на локални избори во Албанија, се ангажирав во Македонската партија, Македонска алијанса за европска интеграција и успеавме за прв пат да ја освоиме општина Пустец, да биде раководена од Македонска партија. Општина Пустец инаку е чиста етничка македонска општина, населена со македонци, но тоа беше прв пат да настапиме со македонски кандидат преку Македонска партија и порано биле македонци градоначалниците, но преку албански партии. Нови пат разликата беше затоа што ја освоивме како македонска регистрирана албанска партија во Албанија. После тоа од 2007 година се вработив како заменик градоначалник на општина Пустец, функција која што ја извршував до 2010 година. Во 2010 година се вработувам како директор за водовод во областа на Корча, како кадар на Македонската партија, Македонска алијанса за европска интеграција. Исто така ова функција имам извршувано до 2017 година.
После тоа, од 2017 до 2019 година, 2 години исто имам работено како директор на водовод и канализација во општина Пустец, за да во 2019 година бидам избран за пратеник во Албанското собрание од Македонска алијанса за европска интеграција. Во 2007 година бев избран за член на помладокот на партијата на Македонска алијанса, за председател на помладокот на партијата Македонска алијанса за европска интеграција, а после тоа од 2013 година избран сум за генерален секретар на Македонската партија, а од 2019 година сум и председател на Македонската партија, Македонска алијанса за европска интеграција, која е единствена партија која што ги брани правата на македонците во Албанија. Во овие 15 години може да кажем дека сум активно вклучен во македонското движење во Албанија. Нема поголема манифестација или активности во Албанија во кој што не сум учествувал или не сум бил лично организатор на тие активности. Исто така имам учествувал на разни обуки, семинари за правата на малцинствата, како во Албанија, така и надвор Албанија, разни политички академии, како што спомнав, исто така бев дел од школата за млади лидери на Иванов. И така, имам повеќе да зборувам за оно, да посветиме другите теми повеќе време. Треба да брзаме, бидејќи имаме и друг соговорник денес. Господине Стериовски, денешниот разговор ќе го продолжиме со еден настан кој е многу важен за македонците кои живеат во Албанија, но и секаде онемо каде што има македонци, особено во ова време во кое се негира постоењето на македонскиот народ и македонскиот јазик, како во Македонија, така и во соседството. Пред да ви поставам прашање, дозволете да ви пуштам еден краток видеоклип, колку само да ве потсетиме, а нашите слушатели да знаат за што се работи. Почитувани, како македонска заедница во Албанија, благодарни сме на нашата држава, која што 75 години не признава како македонци во Албанија, за разлика од некои држави членки на Европска Унија, кои не признаваат македонско малцинство и создаваат пречки на патот на европските интеграции. Ова наша благодарност, ние како македонска заедница, ја потврдуваме секојдневно, со тоа што сме лојални граѓани на Република Албанија, редовно ги плаќаме даноците и представуваме мост на соработка меѓу албанската и македонската држава, помеѓу албанскиот и македонскиот народ. Македонците во Република Албанија се залагаат за мир, толеранција, коегзистенција во албанското општество. Во Албанија сме родени, во Албанија живееме, во Албанија работиме како албански државјани, заедно со сите останати се грижиме за Република Албанија како наша заедничка татковина. Овој видеоклип, кој што го видовме и слушнавме, е од вашето обраќање на 22 декември 2020 година по повод 70 години од изучувањето на македонскиот јазик. Во декември минатата година, 21, се навршија 76 години од изучувањето на македонскиот јазик во Албанија. Овие 76 години изучување на македонски јазик во Албанија се изгледа не се доволно за Бугарија и светот да сватат дека насекаде во светот има македонско малцинство. Македонците во Албанија, исто како и во Бугарија, во последниве години се соочуваат со агресивна политика од страна на Бугарија за нивна асимилација. Ваквата бугарска политика во последните неколку години ми се чини дека се премолчува од страна на албанските власти. Зошто и со која цел се прави тоа? Дали властите во Албанија само премолчуваат или пак и тие се учесници во тој процес? Има ли закани и притисоци од страна на Бугарија врз властите во Албанија, бидејќи во 2017 година Албанија го призна непостоечкото бугарско национално малцинство? Има ли бугарско малцинство во Албанија? Дали пред 2017 година во извештаите на албанската влада фигурира, односно се споменува бугарско малцинство во Албанија? Многу прашања кои што ќе испоите за да го Ќе се обидам да видам што пократок, но секако, колку не дозволувам времето, значи факт е дека пред 76 години почна изучување на македонски јазик во институционално во Албанија, кој изучување продолжува до ден денешен. Тоа не беше нешто што нам ни се подари од албанската држава. Ние се изборивме, нашите предци македонците се изборија за да ние бидеме признати како македонско малцинство и правото на мајчин македонски јазик, бидејќи пред се македонци беа дел, се вклучија во Втората светска војна, во антифашистичката војна во Албанија,
и заедно со албанските партизани македонците го поразија фашизмот и нацизмот во Албанија и со тоа успеа да бидат признати како македонци и да го изучуваат македонскиот јазик, прво во Преспа и во областа на Преспа, во селото Врбник во Деволската област и во областа на Голобрдо. За жал, после влошувањето на односите меѓу Албанија и Југославија во тоа време, СФР Југославија, после резолуцијата на Инфанбюрото во 1949 година, се укинуваат школите во Голобрдо, но продолжуваат школите на македонски јазик во областа на Преспа и на Врбник. На Врбник до пред неколку години, бидејќи повеќето од населението е иселено македонско население од тоа село и таа школа е затворена, но во Мала Преспа континуирано продолжува 76 години изучување на мајчин македонски јазик и навистина е странно и жално да не само Бугарија денеска или некои други држави да не негираат постоењето на македонскиот јазик. Што се однесува до прашањето дали има бугари во Албанија, прво ви е познато дека Бугарија не признава македонската нација и секаде каде што живеат македонците, Бугарија се стреми да ги асимилира и да ги представи како бугари. Од самото формирање на албанската држава во 1912 година почнуваат обидите на Бугарија за асимилирање на македонците во Албанија и прикажување на нив како на бугари. Морам да напоменам тука дека македонците пред се живеат во пограничните области помеѓу Македонија и Албанија, конкретно во областа на Преспа, општина Пустец, селото Врбник, кој што е македонско-егејско село во Албанија, областа на Голобрдо, Ейдебар, областа Гора, исто така и областа Поле, тоа е област на страната исто така во Дебар. И во овие региони живее чисто етничко македонско население и сите овие региони се приклучуваат големите сили парчат Македонија, се подпаѓаат под Албанија 1924-25 година. И од тогаш фактички македонците подпаѓаат под Албанија, претходно живеат во тие после балканските војни дел под Србија, дел под Грција, за на крај потпаднат овие области во Албанија и тогаш почна напорите на Бугарија за нивна асимилација. Бидејќи ги проучувам тој период, може да заклучам дека ништо не е сменато во бугарската политика од пред 100 години, значи исти методи користи за асимилација на македонците, но ниту една албанска влада не признава бугарско малцинство, бидејќи тако не постоеше. После 45 година македонците и официјално се признати како македонци во областа на Преспа, Врбник, Голобрдо, но за жал во комунистичкиот период после 49 година продолжуваме да бидеме признаени само во делот на Мала Преспа и само тука дозволена слободно негација на македонскиот јазик, култура и традиции, но не е дозволено во регионите на Преспа, на Голобрдо и на Гора, па и во големите градови. После осамостанувањето на Албанија во 1990, после паѓањето на режимот на Енвер Хоџа во 1991 година, македонците во Албанија се организираат во повеќе друштва и се борат за нивните права. Од тогаш почнува исто поактивно и бугарската пропаганда за асимилација на македонците, но нема некој позначаен успех, без разлика на сите обиди што се обидуваат за наша асимилација. И конкретно дојдоа 5 минути на Бугарија, кога Бугарија стана членка на Европската унија, да и Албанија после тоа за сега сака да стане членка на Европската унија. Во 2017 година по барање на малцинствата и на Европската унија, Албанија донесе закон за заштита на правата на малцинствата. Во тој закон беа вклучени сите малцинства, претходно се консултираа сите малцинства, вклучени беа странски експерти, исто така од Европска унија за изготвување на овој закон и по одредени критериуми Албанија реши да признае 8 малцинства. Претходно Министерството на вътрешните работи, кое што ја водеше целиот овој процес, до парламентот достави нацрт закон кај да се признат 8 малцинства, вклучувајќи го македонското кое претходно се признаваше во одредена територија на Албанија и другите реални малцинства. Но тоа што се случи во последен момент,
Бугарија се закана отворена на Албанија дека ќе стави вето на европскиот процес доколку не се призна и бугарско малцинство и надвор од сите критериуми, бидејќи по сите историски факти и пописи спроведени во Албанија, такво малцинство и немаше во Албанија. Албанија беше приморана во последниот момент да вметне во законот и бугарско малцинство, но во законот не пишува каде живее ова малцинство, но тоа го користи Бугарија и насочено целата нејзина пропаганда во деловите каде што живеат македонците во Албанија во овој момент. Како што кажа, според сите историски факти, според сите пописи спроведени во Албанија, до сега нема ниту еден изјаснат бугарин во регистрите на албанската држава. И не само тоа, тоа што Албанија известува за сите меѓународни организации, за Советот на Европа, во ниту еден нејзин извештај не фигурира постоење на бугарско малцинство. Се зборува во овој извештај за македонското малцинство, каде живее, кои проблеми ги има. Исто така и во Советот на Европа, бидејќи Советот на Европа ја мониторира Албанија, како ја спроведува, бидејќи Албанија е подписничка на Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата и на 2-3 години се мониторира Албанија од Совет на Европа и од Европската унија како ги спроведува правата на малцинствата. И во сите мислења од 1999 година до сега нема во ниту едно мислење на самиот Совет на Европа ниту еден податок дека постои бугарско малцинство. Така. Така што Ви благодариме многу за ово исцрпно излагање, значи да заклучиме нема. Ќе мора да побрзаме малку. Така, господине Стериовски, пред некој ден наидовме на едно ваше интервју, во кое интервју водителот вели дека преку 400 жители од општината Пустец поседувале бугарски пасоши, а преку 1400 се уште биле во процес, односно чекале да добијат одговор од бугарските власти. Има ли вистина во ова негово тврдење? Која беше целта на водителот за ваквите тврдења, кои тврдења наликуваат на напади? Дали тоа е поврзано со она што пред малку го говоревме за притисоците од страна на бугарските власти и зошто водителот не го спомна бројот на етничките албанци кои зеле бугарски пасоши? Во ова интервју што спомнавте на албанската телевизија Сот 7 во Албанија, зборувавме за состојбата на македонците во Албанија. Без разлика на провокациите на новинарот во текот на емисијата, албанските граѓани има можност да слушнат за македонците во Албанија и нивната положба. Во врска со бугарските пасоши, тоа е еден тренд кој што не е присутен само кај македонците во Албанија, но дека е присутен кај сите албански граѓани, самите албанци. Со години наназад, посебно после влегувањето на страната членка на Европска унија на Бугарија, претходно нема ниту еден албански граѓанин добиено и аплицирано побарано за бугарски пасош. После влегувањето на Бугарија во Европска унија почнува овој тренд со бугарските пасоши во Албанија, но овој мислам дека ви е познат дека тренд не е само присутен во Албанија, туку насекаде на Балканот, и во Косово, и во Македонија, и во Србија, Молдавија, Украина, и мислам дека и самата Бугарија има проблем со конкретно со давањето на пасоши. Сега фактички со ова еден бизнис, не кој што е присутен во целиот овој регион, нели Стејт департментот стави на црната листа неколку бугарски функционери кои се занимаваа со овој бизнис. Тоа е, значи, конкретно да, има луѓе, и македонци, и повеќето во Албанија албанци кои што имаат земено бугарски пасоши, како еден билет за да одат во Европската унија, а не дека се бугари. Пред се македонците, зборувам за тие македонци кои што земаат бугарски пасоши, пред се го земаат економски причини и благодарение на тој бугарски пасош ги користи привилегиите на Европска унија и за да може да работи, да живее во Европска унија. Но ви гарантирам, сите тие македонци кои што земаат бугарски пасоши, кои што одат во Западна Европа пред се, таму каде што одат, прво одат да се зачернуваат во македонски друштва во тие западноевропски држави, ги негуваат македонски традиции, значи никој македонец не знам пасош да оди да живее во Бугарија. Тоа е, значи, да.
Господин Стариовски, за време на вашето обраќање по повод одбележувањето на 75 години од изучувањето на македонскиот јазик од страна на македонците кои живеат во Албанија, рековте дека македонците кои живеат во Албанија се лојални граѓани на Република Албанија и дека сте мост на соработка меѓу Македонија и Албанија, како и народите кои живеат во двете држави. Македонците во Албанија се залагаат за мир и толеранција, дека заедно со другите се грижите за Албанија како заедничка татковина. Дали Албанија соодветно им возвраќа на македонците во Албанија за таа нивна лојалност кон државата? Факт е дека македонците се лојални граѓани на Република Албанија и таа наша лојалност ние покажуваме секојдневно. Навистина Албанија во овие 100 години нема никаков проблем видено од нас самите, од македонците. Како пример, може да ви кажам, ние сме редовни плаќачи на данок. Државата се сака со тоа ако сите плаќаме данок, бидејќи така и се полни буџет на секоја држава. Македонците сме редовни примери, тоа за разлика, еве конкретно може пример да ви кажам, например кога се работи за плаќање на струјата, например има делови на Албанија, посебно северниот дел кој што наплатата е многу мала, без разлика и на напорите на албанската држава со водини, на сите албански влади, многу тешко и тој процес да се убедат албанци да плаќаат даноци, посебно за струја и за вода исто така, но кај нас, еве, кај македонците 100% се плаќаат овие даноци, така што навистина македонците се лојални граѓани, ние навистина сме еден мост на поврзување и со Македонија и со меѓу така, прашањето ми беше дали Албанија возвраќа соодветно на македонците. Само ние значи пред се на Албанија сме благодарни кој што не признава како македонци, бидејќи нели има држави како Грција и Бугарија кои што не признаваат македонци, членки на Европската унија не признаваат македонско малцинство, но тоа што сакаме бараме од Албанија да бидеме признаени, да ги уживаме правата на цела територија на Република Албанија и секаде каде што има македонци, а не како досега во одреден дел енклаве, например како само Пустеци, Брник кај што бевме. Навистина после 1991 година. Да. Исто прашање ќе го свртам малку поинаку. Јавна тајна е дека албанското малцинство во Македонија ужива поголеми права од домородниот македонски народ. Дали ова што го велите за македонското малцинство во Албанија го практикуваат и албанците во Македонија, но пред се албанските политички партии во Македонија? И према вас, дали албанското малцинство во Македонија, особено албанските политички партии во Македонија, соодветно и возвраќаат на Македонија од она што го гледате? Видете, значи прво нема никаква споредба во однос на правата на македонците и другите малцинства во Албанија во однос на правата на албанците во Македонија и на другите малцинства во Македонија. Не само на албанците, пред неколку години делегација мој пријател од ромското малцинство од Албанија на средба во македонскиот парламент со покојниот Амди Бајрам и тогаш самиот Амди Бајрам му викаше на представникот на ромите од Албанија дека Македонија му вика е пример за почитување на правата на малцинствата, нема дадено толку права колку што и самата Европска унија не му бара, значи колку има дадено повеќе толку од тоа што Европска унија му бара и сам ни кажуваше, вика имам сега како партија имаме заменик министер ром, не знам вика колку директори имам роми, така што ми е зборот не само за албанците и другите малцинства, опсегот на почитување на права на малцинствата во Македонија. Македонија мислам е пример кој што ги надминува сите меѓународни конвенции за почитување на правата на малцинствата во однос на почитување на тие права, но додека од друга страна во Албанија мислам најмалку дека може да направиме споредба со Македонија во однос на почитување на правата на малцинствата. Кај нас продолжува таа, да речеме, и традиција, сите албански политички партии, па и без разлика која партија на власт во Албанија, од комунистичкиот период, значи тоа што ќе го слушне за секој албански политичар дека Албанија е пример за почитување на правата на малцинствата во регионот. Значи тоа официјален став на албанската влада, но нешто што не е вистина, ние тоа имаме нашиот став кажано, ако вие сте пример за почитување на правата во регионот, зошто овие права што не ги давате нас, не ги барате да ги уживаат албанско малцинство кај живее во други држави. Ако не давате толку права.
Господине Стериовски, Да. пред да продолжиме со прашање, сакаме да за нашите гледачи и слушатели да пуштиме еден видеоклип. Почитувани сонародници, бидете горди македонци и лојални државјани на Албанија. Негувајте ги македонскиот јазик, култура, историја и традиции, бидејќи тие се нераскинлив дел од Албанија. Ова ваше обраќање е од март минатата година, кога вие во Албанскиот законодавен дом од Собраниската говорница на една пленарна седница имавте обраќање за прв пат на македонски јазик. Дали како пратеник имавте демократско и законско загарантирано право да се обраќате на мајчиниот македонски јазик за време на пленарните седници, исто како и вашите колеги пратеници албанци, кои, како претходно што рековте, се во Македонскиот законодавен дом, односно Македонското собрание, или пак демократските права на македонците во Албанија постојат само на хартија, за разлика од правата на албанците во Македонија. Прво, Албанското собрание не дозволува обраќање на јазикот на малцинството, освен на официјалниот албански јазик, значи нема такво право во Албанија. Тоа моје обраќање на македонски јазик беше на моја иницијатива. Јас уште кога станав пратеник во Албанското собрание, па и самите македонци прашуваат кога ќе прозбориш на македонски во Албанското собрание. Кажав дека законот не дозволува, правилникот не дозволува, но ќе се обидам да направам напор да се обрати на македонски јазик. За мене, мислам, тоа обраќање сметам дека е дел од историјата на македонците во Албанија, ќе остане како дел од историјата и на македонскиот народ воопшто. Се тоа навистина е едно посебно исполнување и сега чувствувам за тој настан. Инаку тој настан никој не знаеше дека ќе се обратам. Јас конкретно кога се пријавив да зборувам по таа точка дневниот ред, претходно смислив, бидејќи чекав да се замени председателот со подпредседателката на собранието кој што ја водеше седницата, инаку Грчинка по потекло. Сметав дека ако пред неа прочитам дека нема да ме исклучи, дека тоа што може да направи, може само да исклучи, да каже дека го прекршуваш правилникот. Мислев дека ако биде председател дека ќе ме исклучи, така што се пријави во таа точка, кога мислев дека веќе ќе председателот, обично председателот ја отвараш седницата неколку часа, после тоа правеше пауза, се заменуваш заменичката и на крајот ја затвараш седницата. Така и се погоди заменичка председателка да биде тогаш на таа точка што зборував. Очекував дека ќе има реакција на мојот говор, но позитивно се изненадив, имав аплауз на тоа моје обраќање на македонски јазик, така што мислам дека беше една охрабрувачка порака и до македонците да бидат горди. Тоа ми беше целта пред се на македонците, да му покажеме дека постоиме тука, да не се плашат да декларираат својата националност, дека се македонци да бидат лојални граѓани на Албанија, но да бидат горди на својот јазик, на својата култура, да ги чуваат и својот јазик и својата култура, македонска култура. Дали Господин Ставиовски, момент, само камерата не ви работи. Само да проверам нашата камера, имаме проблем со вечерва камера. Останете вие тука, ќе пробам да се уклучим повторно со визуелно со нас. Само една секунда. Опростете, почувани, ќе момент да видиме дали ќе успееме. Да, момент. Да, тука е сега, можеме? Да, Бети, повели. Да. Дали Албанија, кога говори за грижа на албанските малцинства во диаспората, ги вклучуваат и другите припадници на малцинските етнички заедници, меѓу кои македонците, кои како албански државјани живеат и престојуваат во странство? Само ќе побрзаме, ќе мора господин Стериовски. Многу прашања имате, а многу кратко време, но сепак да ви одговорам не. Сега вас не слушаме. Да, ме се слушаме? Пробајте. Јас ве слушам. Само момент. Не се слушаме. Се слушаме се. Се слушаме? Да. Се слушаме? Вред? Да, поведете, се слушаме сега. Да.
Значи Албанија, мојот одговор е не се грижи за своите албански граѓани кои се потекло се дали македонци или друго. Ме слушате? Бе слушам. Значи. Дали се слушаме? Не. Момент. Ме слушате сега? Проблем имаме. Момент само. Ајде уште еднаш да пробаме. Јас ве слушам, само не знам. Момент. Дали се слушаме сега? Ве слушам многу добро, не знам дали вие ме слушате. Да, сега се слушаме, да. Повелете. Добро, да, значи Албанија не се грижи за малцинствата кои што како албански граѓани живеат надвор во диаспора. Баш поради ова јас имав и законска иницијатива да албанските институции, конкретно агенциите кои се занимаваат со грижа на албанската диаспора, во нивните активности ги вклучат и припадниците на малцинствата албански државјани кои што живеат во диаспора и да бидат финансирани. Но не најдов на разбирање, значи тој закон не се изгласа. Нажалост, јас го кажав во мојот говор, кога имав излагањето, дека да земат пример од Македонија, како Македонија се грижи за сите македонски граѓани без разлика на нивната етничка припадност кога се во диаспора. И кажав конкретни примери, над 400 проекти во овие години Македонија има финансирано за македонска диаспора, каде што имаат освен македонци, значи албанци, турци, роми, значи сите албански македонски граѓани кои без разлика на нивната етничка припадност имаат конкурирани, добиено проекти за заштита на својот јазик, култура и традиции во државите каде што живеат. И тоа го барав исто и Албанија да се грижи за сите малцинства, вклучително и за македонците кои што живеат во албанска диаспора, надвор, значи како албанска диаспора, бидејќи ние сме албански државјани, поседуваме албански пасош, но нажалост не најдовме на разбирање. Ке мора повторно да опомена да побрзаме. Додека бевте пратеник во албанскиот парламент, дали можете да ни одвоите едно од поглавните чекори, односно достигнувања, и дали остана нешто што ви остана не дозавршено? Не, многу по една само. По една завршена, по една незавршена. Да, значи прво беше историски успех за сите македонци во Албанија, што прв пат имавме македонец кој што се декларира за македонец во албанското собрание и од македонска партија. Бидејќи до сега имало претходно македонци во албанското собрание, но никој не се декларирал за македонец, но и не ги покренувал прашањата да се било економски, било национални во албанското собрание. И тоа беше многу важно за нас македонците во Албанија. Јас не оставив проблем, иницијатива не покрената во албанското собрание. Ги покренам сите прашања, било за изучување на македонски јазик, за заштита на културата, на јазикот, на традициите, за побарав исто така од владата инвестирање во нашите региони, што живеат, бидејќи се едни од најзапоставените региони во Албанија, најсиромашните региони кои што не инвестирано последните години во водовод, канализација, во патна инфраструктура, во електричната мрежа. И секако на сите овие мои активности во албанското собрание и дадоа резултат. Конкретно, еве тоа што сум горд, што успеавме, на пример, еве сега во моментот во општина Пустец се спроведува проект за водовод од 4 милиони евра на сите населени места. Ние имавме, навистина беше жалостно, живеевме на брегот на Преспанското езеро, а нема македонците вода за пиење. И еве тоа сега, значи после толку години, проектот се реализира веќе во тек, е во завршна фаза. Македонците во конкретно општина Пустец добија вода за пиење. Значи тоа е живееме 21 века, уште зборуваме за основни услови кои што му фалат на македонците. Исто така, конкретно во делот на Пустец, едно од моите барања и иницијативи кои што ги имав и на крај успеа во тоа да биде, еве сега во моментот се спроведува и замена на електричната мрежа, бидејќи имаме навистина се уште имаме проблем со електричната енергија на територијата на општина Пустец. Министерството за
за транспорт и енергетика веќе одобри проект, кој проект веќе се спроведува и тој на терен. Е исто така еден од поголемите проблеми кои што почнува да се решава веќе е и легализирање на дивоградбите кои што се изградени на територија на општина Пустец, процес кој што веќе претходно веќе нима заборавано, воопшто не смета, бидејќи бевме единствена општина во Република Албанија каде што не е започнат овој процес. Во другите општини веќе е при крај, а ние веќе 30 години немавме ниту една дивоградба легализирана. И исто така и проблем со тапиите на земјата, на граѓаните во македонците во општина Пустец, процес кој течи, кој веќе се спроведува. Го сум исто така што еве албанската влада веќе не стави во низините планови и веќе во јули изгласавме закон во кој се вклучени 3 општини, меѓу кои општина Пустец, во конкретно Албанскиот фонд за развој предвидени се инвестиции од 10 милиони евра за развој на туризмот во општина Пустец, развој на патната инфраструктура, така што навистина ова се некои од успесите. Имав повеќе иницијативи, имав што споменавте за законот што поднесов за предлог законот за грижа на малцинствата кога се диаспора на Албанија, кој не помина. Исто така друга иницијатива беше барав и да биде погласен државен празник за македонците 7 Божик, значи 7 јануари, бидејќи ние во Албанија македонците го славиме Божик по јулијански календар, додека Албанска православна црква го слави по григоријански, значи 25 декември. Во 2 години ова моја иницијатива се држеше во фијока и не ја усвои Албанска. Не ја става ни на дневен ред, значи не сака да ја стават. Има и други, значи може да повеќе активности, но многу е малку времето за се да се. Но еден и исто така да споменам. Така, вторден Божик. Како ќе го испрокоментирате соопштението од бугарската амбасада која пред 2 дена, поточно на 6 јануар, објави многу дрска бугарска измама, тврдејќи дека децата од областа Корча го прославиле Божик на бугарски и дека амбасадата на сите деца од градинка па до 12-то оделение во општина Пустец им поделија божични новогодишни празници. Кој е вашиот одговор на овие бугарски провокации? Само пократко ако може. Па, ние веќе како официјално како партија реагиравме, завчера ги известили целата јавност дека во општина Пустец немаше никаква прослава на Божик на бугарски јазик. Значи бугарите се познати манипулатори и фалсификатори и на историјата и сакаат да украдат се што македонско. Значи во општина Пустец, секаде кај што живеат македонците, го прославиме и Банник и Божик на македонски јазик, како што не учеле ни остали во наследство нашите предци македонци. Тоа ние во нашиот став како партија на бугарската амбасада му кажавме дека зошто не спомнувате како името на заедничкото училиште, средно и основно училиште во Пустец, Митре Колевски и Трајан Ѓорѓиевски, бидејќи бугарите многу добро знаат дека Трајан Ѓорѓиевски, по чие име е именувано школата во Пустец, се приклучи на македонските партизани 1940 година и загинува на браникот на Македонија против бугарските фашисти, окупатори на Македонија во 1944 година. И затоа тие не спомнуваат како се вика тоа училиште каде сакаат да донираат новогодишни пакетчиња. Така што мислам овие се ние навистина кажавме навистина примитивни трикови на бугарската политика за асимилација на македонците во Албанија и за прикажување на македонците во Албанија како бугари. Така. Господине Стериевски, испративте ли протестна нота до бугарската амбасада, но и до албанската влада и надлежните министерства и органи, како и до меѓународната заедница во Албанија за да реагираат на овие активности на бугарската амбасада? Дали ваквите постапки на бугарската амбасада се насочени кон асимилација на македонското малцинство во пресред на пописот на населението во Албанија, кој треба да се спроведе во октомври оваа година? Ние официјално реагиравме и ги известиме сите меѓународни амбасади во Албанија, но и самата албанска влада и бараме
албанската влада да не заштити, бидејќи навистина сето овие активности се насочени во врска со пописот кој се спроведе во Албанија во октомври ова година, затоа што проблемот на Бугарија е што со закон ги призна албанската држава, но не фигурираат во регистар на албанската држава, значи во сите пописи нема ниту еден инесен за бугарин и затоа целата ова активност насочена во деловите кај што живеат македонци за да прикажа дека тука живеат бугари. И ние навистина не можеме да бидеме жртва на европските интеграции на Албанија. Значи, ние гледаме дека последниот момент, после признанието на бугарско малцинство, Албанија не само што не реагира во одредени случаи, излегува дека ја помага целава бугарска пропаганда и затоа реагираме албанска држава е должна да не заштити нас како албански граѓани. Не може да се користи сиромаштијата на македонско население за да се асимилираат во бугари. Ние затоа и бараме од албанската влада да инвестира во регионите каде што живеат македонците, бидејќи се едни од најзапоставените региони. Ние сме редовни плаќачи на данок во Република Албанија и бараме Албанија исто да ни возврати нас со конкретни инвестиции во нашиот дел. И целата ова активност на Бугарија зошто е насочена кај македонци во Албанија? Затоа што ние како македонци живееме на пограничниот дел на граница помеѓу Македонија и Албанија, значи имаме територијален контекст со Македонија и нашата цел, бугарската цел е тука да ги асимилираат македонците и после тоа да се насочат кон Република Македонија, да докаже дека нема македонци во самата Република Македонија. И затоа се сите овие напори насочени и кои ние очекуваме дека во изминатиот период ќе бидат уште пожестоки. И затоа бараме поддршка. Господин Стереовски, ни остана уште нереализирани прашања, но во интерес на времето ќе ги оставиме за во друга прилика. Задоволство причини вашето учество во Македонски корени. Веруваме и нашите слушатели со внимание го изслушаа интервјуто. Ви благодариме и посакуваме годината пред нас да ви е исполнета со многу здравје и многу успеси. Уживајте го остатокот од божикниот викенд, пријатно до слушање и довидување во некоја наша наредна емисија. Ви ветуваме дека наскоро ќе биде второто интервју. Ви благодарам на вас исто, покана со задоволство. Се најубаво до вас.